Семејствата на загинатите во трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани денеска по 11 пат во Низа протестираа за правда за нивните деца. Маршот кој почна во 18 часот и 5 минути во паркот на Револуцијата продолжи кон трговскиот центар пред општина Кочани, полициската станица, основниот суд и пред обвинителството во Кочани. Протестот се одржува во знак на почит кон загинатите и, како што велат, потсетување за задоцнетата реакција и затајувањето на институциите во системот кои не презеле мерки да се спречи трагедијата. Порачаа дека ќе се борат до крај додека сите одговорни не се соочат со правдата. Бараме одговорност од полицијата и обезбедувањето што не постапија навреме, бараме одговорност од пожарникарите што не беа подготвени, бараме одговорност од директорот и лекарите во болницата во Кочани кои со својата негрижа и недостаток од основни средства за работа, боци со кислород, придонесоа за загуба за нашите деца. Нашите ангели заслужуваат правда. Во сите институции што ни убија децата, да ги погледнат овие раци. Овие раци се работнички раци. Раци што цел век печалија да ги исчуват, да ги изранат и своите деца да станат вистински личности за оваа држава. Но штета, некој го скрати тоа задоволство. Ова е дел што го најдов во ранецот на мојот син кој беше диџеј во Пулс. Значи, ова ќе остане секош во моето срце. Ова се уште мирише на прав. Ќе се придвижат ли конечно работите околу железничкиот коридор 8 од бугарска страна? Вице-премиерот Александар Николовски во Истанбул се сретна со бугарскиот колега Караджов, на кој се договориле заеднички да усогласат текст за заедничка изградба на тунелот. Со деталите Сандра Спасовска. Македонија и Бугарија ги придвижуваат работите околу железничкиот коридор 8. Преку диалог двете земји бараат решение за изградба на прекуграничниот тунел. Министерот за транспорт Александар Николовски во рамки на форумот Глобална транспортна поврзаност што се одржува во Истанбул остварил средба со неговиот бугарски колега, на која една од темите била токму пругата долж коридор 8 и тунелот кој не води никаде. Како што соопшти од ресорното министерство со цел заеднички да се усогласи текстот на договорот со кој треба да се постигне согласност двете земји заедно да го градат тунелот, Николовски и Караджов договориле и нова средба. Двајцата соговорници се согласија за нова средба во периодот кој следи со цел заеднички да се усогласи текстот на договорот со кој ќе се постигне согласност за изградба на заедничкиот тунел кој што треба да ги поврзе Македонија и Бугарија, со што ќе се придвижат работите за реализација на железничкиот коридор 8, соопшти од Македонското министерство за транспорт. Оттаму додаваат и дека во јули Европската комисија организира состанок за коридор 8 на кој според најавите експерти ќе испратат и Македонија и Бугарија. Од страна на Бугарското министерство за транспорт пак посочуваа дека Бугарија е подготвена да вложи 1,5 милиарди евра во модернизација на железничката пруга од Софија до границата со Македонија, а според најавите од бугарскиот министер, првиот воз на границата со Македонија би пристигнал до крајот на 2028 година. Во меѓувреме Македонија и натаму чека понуди од меѓународните финансиски институции за брзата пруга од Табановце до Гевгелија долж коридор 10. Рокот за доставување на понуди од страна на банките, како што соопшти денеска министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска, е продолжен до 7 јули. Во отчетот за сработеното во првата година Кочовска, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека засега нема пристигнато ниту една понуда, бидејќи станува збор за комплексен проект, но и дека две банки сами побарале да бидат дел од процесот, па така бројот на институции од кои се чека понуда од првичните 22 се искачил на 24. Ние нели пуштивме барање за понуда до 22 институции. Дополнително ни се јавија уште две кои што побараа да пуштиме понуди и до нив. Нормално дека во интерес на државата ние треба да обезбедиме понуди и што е можно пониска цена за железничката пруга, така што пуштивме и дополнително до тие две институции. Многу прашања има. Заради тоа го продолживме и рокот до 7.7.2025. Не случајно станува збор за еден
комплексен, би рекла, нели, проект, поготово што станува збори за проектно финансирање. Кочовска вели, како влада во периодот кој следи, очекуваат забрзана реализација на капиталните инвестиции и реализација на капиталните расходи, онака како што се планирани. Лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска во Берлин во рамки на Конгресот на Германската социјалдемократска партија оствари средба со актуелниот вице-канцелар на Германија и сојузен министер за финансии Ларс Клингбайл, кој воедно е и копредседател на СПД. Двајцата разговарале за забрзување на евроинтеграцијскиот процес на Македонија, оценувајќи го како клучен процес за стабилизација, развој и напредок на државите кандидатки за членство. Било посочено дека само со вистинска интеграција во Европската унија може да се обезбеди одржлив напредок и економски и институционален, особено во однос на владењето на правото и борбата против корупцијата. Филипче претходно изјави дека во Берлин ќе ги брани позициите на Македонија, придавката современ пред јазикот да не помине. Денес на средбите ќе ги пренесам ставовите на СДСМ и ќе ги бранам позициите на Македонија, извештај со амандман за додавка современ пред јазикот не смее да помине. Јазикот и идентитетот не биле и никогаш не смеа да бидат предмет на допрецизирање. ВМРО ДПМН се представува како партија силен заштитник на идентитетските прашања, но не гледам дека на дело тоа го покажува. Владата оваа битка мора да ја постави како приоритет. Времето е кратко и потребни се заеднички максимални напори. На изјавата на Филипче со реакција се огласија од ВМРО ДПМН. Добро е што Филипче и СДС признаваат дека проблемот со Бугарија не е само внесувањето на бугари во уставот, дека проблемот е подлабок и дека ги опфаќа и идентитетските национални обележја. Задоцнети и бледи се ваквите обиди на СДС и Венко Филипче за нивните предавства. Народот ќе ги памети како неголемите предавници во историјата на државата и истите ќе завршат во темните историски страници. Сега Македонија има влада која ги брани националните интереси и нема ни милиметар да се помести од позициите за одбрана на идентитетот, историјата, културата, јазикот, се вели во реакцијата. Ги завршуваме вестите, имајте убава вечер.